Сакам денеска пред вас да истакнам дека определба на новата влада е нејзино постоење и екзистирање да биде сервис на граѓаните, но да биде и сервис на деловните луѓе. Наша задача и очекување е да правите вие профит повеќе, а со тоа да си ги плаќате давачките кон државата и да отварате работни места за нашите граѓани. Наша севкупна предпоставка е дека во Република Македонија има огромна даночна евазија. И тоа е вашата нелојална конкуренција. Наша интенција е, заедно со промена на структурите и преземањето на одговорноста на сите институции, е првата контрола да биде предупредувачка. Значи, да не дојде инспекторот со намера да казни. Не е задачата таа. Никој не сака да не се ги плати давачките према државата. Биват грешки, се случуваат одредени пропусти или слично, но при повторањето треба да знаеме дека казната ќе ја има. Заради тоа што ако се укаже, се даде рок од 30 дена да се отстрани грешката и таа да се плати реално како што треба према државата без да има казни, секако верувам дека сите ќе конвергираме кон совесното работење, заради тоа што навистина сите ресурси кои што ги собираме како влада сакаме да бидат насочени меѓу другото во еден значаен сегмент кон поддршка на стопанството. Веројатно јас сум првиот премиер во Македонија кој што доаѓа од деловната заедница, водев комерцијален дел на приватни семејни компании со 820 вработени и апсолутно ми е јасна секоја мака и можност со која што деловните луѓе се среќаваат. Ќе го искористам и тоа искуство заедно со сите ваши согледувања, заедно со искуството на сите министри, да ги отстраниме сите слабости и административни кои што постојат, но истовремено и да го унапредиме севкупниот дел на развој на стопанството. Ова што сакам денеска да го соопштам овде, а во многу блиска иднина ќе биде наша реалност, ние донесовме одлуки и веќе во предлог ребалансот на буџетот вградивме финансиски значителни средства, за да можеме, еве, во прва прилика, ова е првата прилика, да соопштиме дека државата во делот на привлекувањето на инвестициите ги изедначува условите на странските инвеститори со домашните инвеститори. Тоа значи ова влада продолжува со политиките на поддршки на привлекување на странски инвестиции. Новината е што условите ќе важат и за домашните инвеститори. Мерките кои што претходната влада ги давала во одреден момент биле злоупотребени, во одреден момент дале свој ефект. И јас сум човек кој што го признава и го прифаќа сето тоа што било добро, дај да учиме од него, да го надоградиме и да го подобриме. Но тоа што било слабост, да го отклониме, за да можеме тие ресурси да ги искористиме таму кај што навистина се потребни. Наша цел е да го спречиме ова празнење на мозоци надвор од државата, заради тоа што секој млад човек во Македонија, државата ја чини околу $100,000 до негово високо образование. Финансираме преку буџетот, помагајќи го образовниот процес, $100,000 просечно по млад човек со завршено високо образование, како ќе заврши, ја напушта државата и неговите квалификации, барем теоретски, ги користат други земји. Наша цел е да ги задржиме овде. Како ја бараме поддршката од вас? Да бидете малку похрабри во делот на обезбедувањето на нови работни места, за кои што државата ќе плаќа пари. Младинската гаранција значи државата да финансира во одреден период директно пари за бруто плати на млади луѓе кои што завршиле образование и се подготвени да се пуштат во тренинг или во своје трајно вработување. За бизнис заедницата тоа ќе значи бесплатно практично подготвување на овие млади луѓе кои што теоретски се обучени, со намера, ако вредат на вистина и се подготвени и трајно да ги задржите, ама истовремено ќе нема да имате трошоци околу нив, а ќе можете на вистина да искористите дел од потенцијалот кој што младите луѓе го носат. На крајот конечна цел ќе биде луѓето да не останат овде. Младите да останат овде и да планираат своји семејства и деца токму овде во Македонија.